Во тек се градежните работи за рехабилитација на регионалниот пат Делчево-Голак, патен правец во должина од 10,5 километри, кој ќе биде широк 4,5 метри со вредност од 1,3 милиони евра. За текот на градежните работи на оваа делница денес лично се увери и председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој освен реализацијата на овој проект ја најави инвестицијата во подобрување на услови за скијачки центар на планината Голак. Посебно што акционерското друштво во државна собственост МЕПСО планира најпрви ова лето да почне градба на скијачки центар во Берово, а некаде следното лето, односно следната година, да гради овдека во Голак исто така скијачки центар. Не се сеќавам точно колку беа инвестициите, но од сеќавање памтам дека беа помеѓу 3-4 милиони евра и во Берово и овде во Делчевско на Голак во скијачки центри, така што патот заедно со скијачкиот центар ќе станат атрактивни и за некој да го земе одморалиштето, да го купи и да го уреди, а сето тоа пак ќе помогне за развој на туризмот и на луѓето што живеат во овој регион, но и пошироко. Денешната посета на Делчево, лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ја искористи да изврши увити во градежните работи за доградба на детската градинка Весели цветови, за чија доградба преку Светска банка и буџетот на општината се инвестираат на 21 милион денари. Очекуваме за месец до 2 да биде завршена и од септември да ги прими децата, ќе прими 100 деца дополнителни. Сега преполне капацитетот на моменталната градинка, така што толку има практично деца кои што се на листа на чекање да бидат примени во градинка. Селата Град и Вирч исто така беа на агендата на председателот на ВМРО ДПМН, села каде што заврши изградбата на локалниот пат Стамер, град Вирче во должина од 3,2 километри со инвестиција вредна 21 милион денари. Во овие две населени места во тек инвестиција на канализација, која што е инвестиција преку Министерството за транспорт, и во селото Винче и во град при крај е изградбата на канализацијата. Тоа е многу значаен проект за нив. А исто така ќе биде асфалтиран патот после завршувањето на канализацијата и плюс ќе биде изграден уште по еден пат. Посетата на Делчево ја заврши со посета на фирмата Рудине, која е еден од најголемите корисници на ИПАРД програмата во Македонија. Компанијата е во фаза на обнова на својата опрема и за тоа има искористено доста средства од ИПАРД програмата, која што возможува ова влада. Така што ми кажаа дека досега на 2 пати искористиле средства. Тие се најголем, како што кажа собственикот, тие се најголем контрибутор, значи искористувач на средства од ИПАРД програмата, а сега веќе планираат трет проект со кој што ќе инвестираат во својата компанија, каде што ќе имаат поддршка од ИПАРД програмата. Во рамки на посетата на Делчево, председателот на ВМРО ДПМН се осврна на проектот Македонија вработува, преку кој од неговиот почеток до сега во Македонија се вработени 22.400 лица. Во рамки на посетата на Делчево, Груевски исто така се осврна на проектите кои ќе бидат наменети за младите лица во Македонија, преку кои очекува во наредните 2 години во градежништвото да влезат 40 милиони евра.